Заробена држава во која неколку центри на политиката ги држат сите институции. Корупцијата во државава е ендемска појава, предупредуваат експертите. Луѓето и понатаму даваат подкуп, а борбата е неефикасна и не покажува резултати. Според председателката на Transparency International и поранешен антикорупционер Слаѓана Тасева, причината за високата корупција е неефикасноста и непостапувањето на институциите за прогон. Ако погледнеме во судските случаи, има многу малку случаи на корупција, а уште помалку пресудени со изречени ефективни казни. Додека антикорупционерите постојано реагираат, институциите си тераат по свое и дури потоа чекаат судот да го реши проблемот. Ние имаме сериозен проблем со корупцијата насекаде. Ако сакаме добро да тргнеме во процесот на европските интеграции, мораме првенствено да инсистираме на владење на правото и почитување на законот, без да се чека на крајот судовите да одлучуваат и да постапуваат за повредите на законот, затоа што сето тоа е затоцнување со правдата, а ние имаме и сериозен проблем со интегритетот на судовите. Судир на интереси, злоупотреба на функциите и непотизам. Сведоци сме на бројни примери на корупција, но во статистиките скоро и да ги нема. Според Тасева, тоа што нема случаи во статистиките не значи дека не постои проблем, туку дека институциите не ни функционираат. И покрај потпишаните меѓународни конвенции за владење на правото, земјава буквално тоне во корупција, а експертите алармираат итно да се даде соодветен институционален одговор ако сакаме да одиме напред. Според истражувањата на Transparency International, земјава бележи силен пад во рангирањето во однос на справувањето со корупцијата. Индексот за перцепција на корупција покажува дека од 180 најмалку корумпирани земји во светот, Македонија е на 106-то место.